Во два случаи, каде што имаме жртви по сообраќајот, на два пешачки премини, последната жртва беше викендов, а претходната жртва беше минатата година Иван Будински, семафорите не работеа, односно трепкале жолто, што биле неисправни. Бидејќи се надлежни семафорите на градот Скопје, кој е одговорен за тоа? Чија вина е за тоа што имаме две жртви по сообраќајот, односно две деца погинаа? И уште едно прашање во врска со ноќните трки, кои што исто така представуваат голема опасност по безбедноста на сообраќајот. Што планирате околу тоа да направите? Да. Значи, ја за првото прашање. Значи, и да трепкаат семафорите. Значи, сепак тоа е сообраќајна сигнализација. Некаде и воопшто нема семафори, има обележено пешачки патики. Значи, трепкањето на семафорите е некоја сообраќајна сигнализација, кој што е она. Трепкањето на семафорите најчесто доаѓа кога ќе имаме некои делегации, кои се најчесто од странство, од страната на Министерството за внатрешни работи, значи се дава налог од СУКСО за да се исклучат семафорите. Пред да дојде таа делегација, значи додека помине и после поминувањето е период кога тие се исклучени. Иако е во тој период настанато, тоа е период заради кој што е регулирано и со закони, со сите процедури, дека така ќе се држи сообраќајната сигнализација. И не би сакал да сметате дека ако работеа и ако беа зелено ќе беше другачи. Значи самото светење и самото сигнално трепкање е знак дека тука треба да се внимава при поминувањето на сообраќајот. Не, дозволете сега, значи имате уште едно прашање, имаше околу моторџиите. Значи, околу ноќните трки и моторџиите. Значи, ова е прашање кое се провлекува и во местните заедници и во општините кои што градат. Ние сме во соработка со Министерството за внатрешни работи, тие прават зајакнати контроли. Една од точките кои што дискутиравме сега и можеби највеќе се задржавме е токму оваа точка, како овие луѓе да се оневозможат да ги прават сите оние работи кои што ги прават со ноќните трки со моторџиите и ги загрозуваат граѓаните на Скопје. Ќе имаат и превентивни мерки, ќе имаат и мерки кои што се санкционирани, меѓутоа тоа повише би можел министрот доколку има нешто да каже. Господин Трајановски, може ли да ми кажете кој зошто го исклучил семафорот, исклучил на жолто? Детето кога загине, значи поминувала некоја делегација, конкретно кој одлучил да се, кој ви дал наредба на град Скопје, односно на тие структури, знаеме дека има законски регулативи, меѓутоа може да ми кажете кој поминувал и кој одлучил да биде згаснат, дали имало некоја делегација или одлуката била само да се вклучи жолто? Ние тоа можеме да видиме зошто било тоа во тој период, зошто било исклучено. Инаку, вие знаете, тоа е сега под Центарот за управување и контрола на сообраќајот. Тоа е под надлежност на јавното предпријатие улици и патишта, веќе е дадено тоа и градот Скопје го финансира тој дел. Меѓутоа можеме да кажеме во конкретниот случај с која делегација било и зошто било тоа исклучено. Меѓутоа пак ќе потенцирам. Има, значи ние гледам дека сака да се направи случај од овој дел. И главен виновник е градоначалникот на град Скопје. Нашата надлежност како град Скопје е да поставиме хоризонтална и вертикална сигнализација. И овој семафор е целосно и комплетно покриен со таа хоризонтална и вертикална сигнализација. И трепкањето на светлото е сигнализација. Некаде и немаме, заради тоа што по одредени стандарди, кои што ги има во Европа, па и кај нас, ние бараме да се постават и правиме елаборати за поставување на семафори. Пример, ќе зверам на Антон Попов, првото пред да се качите на Сречко Пужелка, направивме, меѓутоа ни дојде од Министерството за внатрешни работи дека по сите тие стандарди и карактеристики таму не треба да има семафор. Треба доволно е што имате пешачки премин, означен со хоризонтална сигнализација пред пешачкиот премин. Овде покрај пешачки премин со сигнализација, тој има значи со знак, таму има и семафор кој што трепка. Али за ова ќе бидете дополнително информирани.